Утринската програма Добро утро секое утро на Алфа продолжува со следно разговор во нашето студио. Затоа задолжена ова утро мојата колешка Сузе, која што ќе се ја поздравам. Добро утро, Сузе, и добро утро за нашата гостинка. Тоа е Маја Георгиева Павловски. Многу интересна тема ова утро, семеен и некој системски советник. Ке зборуваме, Сузе, за тоа со што се соочуваат децата на разведени родители. Ке слушнеме многу повеќе од вас, така да повелете. Секогаш актуелна тема, ти благодарам. И секогаш корисно да чуеме по некоја препорака, совет, да споделиме искуство, но и да охрабриме дека разводот не е крај. Добро утро и добре ни дојдовте, Маја. Добро утро, Сузе. Добро утро на сите тука и на сите гледачи кои што не следат во овој момент. Благодарам на поканата и благодарам на храброста да отвориме една чувствителна тема ова утро. Разводот е реалност кај многу семејства денес. Иако е одлука на возрастни, ние денес ќе говориме за децата. Затоа што последиците најдлабоко ги чувствуваат токму тие. Така. Изборите ги правиме ние и одлуките финално ги носиме ние да излеземе од некоја заедница, но кога тука има деца, особено кога се на многу специфична возраст, треба да бидеме многу предпазливи и никогаш да не заборавиме дека тие ќе страдаат можеби многу повеќе од она што страдаат родителите на брачните партнери и така натаму и така натаму. Искуствено имате многу вакви приказни, нели? Токму така, во моето советувалиште, па можам да кажам дека секојдневно се соочувам со разводи и сакам баш да напоменам така и да започнеме дека разводот се случува помеѓу партнерите, не помеѓу родителите. Така. Од она што заеднички погледнавме некои статистики и бројки кои што сте запрепастувачки, можам да кажам, во Македонија во текот на изминатата година се случиле отприлика 6 разводи дневно. Тоа е една многу голема бројка, ако 6 го пресметаме по 365 денови, тоа е над 2000 разводи во една мала земја како што сме ние. Опаѓа бројот на склучени бракови, а се наголемува и тоа со брзи чекори бројот на разведени бракови. На што се должи тоа? Па има многу причини кои што доведуваат до растење на оваа бројка. Например, секогаш знаат да прашаат кои се причини за развод. Знаеме кои се причини што ги сретнуваме секојдневно: насилство, намалување на толеранција, прак на толеранција е многу намалена. Понатаму знае да биде намалена комуникација. Кога нема комуникација и кога во една врска, без разлика дали е во брак или партнерска врска, немаме раст од двете страни и најчесто некој оди погоре, некој подолу се одлучуваат на развод. Меѓутоа, ова што денес е зголемен бројот е на брзото темпо на живот, социјалните мрежи, немаме толеранција како порано и затоа се одлучуваат возрастните на развод. Меѓутоа, да не звучиме ние дека треба да останеме во брак по секоја цена. Многу се радувам што луѓето навистина се свесни, дел од нив, пробуваат и ги користат сите ресурси за да се спаси еден брак. Меѓутоа, за разлика од порано, сега многу се свесни дека не се останува во нефункционален брак само заради децата. Се грижиме сите ние возрастни за менталното здравје, затоа што не треба да бидеме некаде каде што не сме ние всушност присутни, само сме физички таму. Апсолутно. Која е најкритичната возраст на децата? Дали е тоа адолесцентите, дали се малите деца кои што току-што го запознаваат животот? Тоа се две категории, ако ги поделиме, и малите деца и адолесцентите. Тие две групи се најкритични. И токму затоа сме денес тука да апелираме на кој начин да им се соопшти. Најчесто кога доаѓа до развод, тоа е еден земјотрес семеен. Родителите, чувствувајќи без гнев, лутина еден кон друг, го ставаат детето во средина, медијатор, да бира каде, преку него комуницираат и кај децата се појавуваат навистина последици. Кога зборуваме за категорија кај малите дечиња, се појавува регресија. Повторно некои навики како што се мочкање навечер во кревет, понатака жалење на стомак, болка во стомакот, а кај големите адолесценти имаме два случаи. Или се многу агресивни, или се повлекуваат во себе. Воопшто кај децата, кога не е соопштено како што треба зошто е дојдено до развод и што представува развод, има последици. Многу потешко воспоставуваат комуникација, со социјализацијата им е намалена. Понатаму имаат страв да влезат во партнерска релација.
веќе довербата е изгубена, затоа што нели имаме порака некој што те сака, те оставил. Таа порака треба да се промени. Никое дете не е оставено од родителот. Што е со оние родители кои што сакајки да бидат искрени со своите деца, па му ги кажуваат сите работи такви какви што биле помеѓу нив двајцата? Кога е детето доволно зрело и големо за да ние му ја распакуваме некоја ситуација и му ја презентираме на детето, или не треба воопшто да му ја презентираме? Па нема возраст кога детето е зрело да ги знае сите детали. И тука имаме една грешка кога сакајќи да го повредиме партнерот, ние седнуваме и кажуваме. Пример има случај, татко ти не напушти за друг. Таа порака во моментот за мајката излив на бес, а за детето голема траума. Тато не може да го напушти. Ниту една личност не може да го замени детето. И затоа убаво е да се направи приказна, соодветна на возраста, кога ќе дојде до развод. Секогаш велам двајцата партнери да седнат, тие се родители на тоа дете, да му соопштат и да внимаваат на 3 работи. Прво, да му кажат дека тоа не е виновно. Таа вина кај децата многу има, особено кај малите. И кај адолесценти, затоа што секојдневно дома има кавги, јас правам се за детето. Ти ништо не направи, јас го носам, јас го чувам, чувствува вина. Да. Дека тоа е виновно за разводот. Прво да му се каже нема вина, второ дека и мама и тато те сакаат, меѓутоа одлучивме да живееме разделно. И трето, ќе бидеме секогаш тука за тебе, без разлика што нели иднината носи нови партнери и тука треба соодветен момент како и кога да се каже. Да. Колку сме ние, да кажеме, еве, дораснати за да можеме да се износиме со една ситуација како што е разводот, се менуваат ли нештата и во македонски услови? Во минатото, да речеме, кога луѓето се разведувале и не сакале очи да си видат. Дали денеска е поинаква сликата? Дали овие нови генерации на луѓе, а видов дека според статистиките најголемиот број на разводи се случуваат помеѓу 30-тата и 39-тата година, тука некаде, што ќе рече уште многу млади, туку што се земале, тие веќе се разведуваат. Но дали имаат смисол за тоа да останат барем пријатели понатаму, заради децата? Тука би ги пофалила. Значи, од секојдневното искуство има примери кога, баш како што велите, очи не сакаат да се видат, меѓутоа сега има советувања и свеста е на повисоко ниво. Сакаат Како да се доаѓаат во вашето советувалиште комплет? Родителите разведени со децата? Комплет Не, доаѓаат? првата средба ни е без детето. И тука примаат совети. Прво се многу свесни, дел од родителите, доаѓаат, сакаат да бидат подготвени пред да кажат на детето, за да не остават последици. Понатаму, ако направиле некоја грешка, исто се свесни доаѓаат, па знам да предложам да имаат заеднички средби, затоа што детето со разводот губи еден родител. Не го гледа секојдневната рутина, ја нема како што била порано. Треба да се сели од еден во друг дом, тоа е тешко, за да го олесниме сето тоа и детето на вистина да свати дека е сакано од двајцата родители, предлагам додека помине одредена фаза да имаат средби. Еднаш во неделата ручек заеднички, меѓутоа да му се објасни на детето дека тоа е само заради него. Да не му дадеме лажна надеж дека мама и тато ќе се смират. Има партнери кои што си продолжуваат како родители, си одат на викенди, си одат на летовање, зимовање, од страна наоѓаме на осуди. Меѓутоа, ако јас со родителот, друг, сум емотивно, веќе немам ништо што да споделувам, за детето можам. Да. И затоа во таа насока можам да се пофалам, затоа што свеста е на повисоко ниво. Да. Осудите се нешто што и тоа како е присутно вкоренето на ова тло. Најлесно е да осудиме и најлесно е да се бавиме со тугите животи и да зборуваме за тоа како другите живеат или како другите постапуваат. Ми се чини дека во еден малку поцивилизиран систем ги нема тие такви осуди, луѓето си функционираат и луѓето си знаат дека, како што рековте, штом расчистиле со емоциите, штом завршила љубовта помеѓу нив, но ние имаме дете, ние за секогаш сме должни да бидеме пријатели и да бидеме во добра комуникација. Колку системот кој што е поставен овде кај нас во Македонија, социјалните служби и така натаму, колку тие ја помагаат или ја одмагаат ситуацијата во процес на развод? Искуството кажува дека ја одмагаат.
Мислам, колку и да звучи тоа, како и да звучи, реалноста што ја гледам, што доаѓаат, ја одмагаат. Меѓутоа, кога сме кај осудите, бих спомнала и нешто друго сега на таа тема. Најчесто осудуваат луѓе кои што сами себе се осудуваат. Не осудува човек кој што е сам со себе задоволен. Тоа што кај другите не ни се допаѓа, всушност го има кај нас. А најлесно ни е да го осудиме, а ние во себе да си седиме со своите емоции, особено кај разводите. Многу е лесно да се осуди, се развеле, ги оставиле децата. Не, многу е полошо да живееш во нефункционален брак. Има многу луѓе кои што толерираат се заради децата. Тоа е грешката. А тие што превземеле таква храброст, треба само на соодветен начин да се каже. Службите, кога ги спомнавте, или тие судските постапки, ни се што поминува разводот, уште толкова траума носат кај децата. Носење на судови, па кажување кај служби, кај кој родител, кај мама или тато. Тоа се, затоа велам дека не е од помош. Нефункционален. Тука треба да имаме една комуникација, да седнеме, да се договориме, па нека има и позачестени средби. Детето треба да се чувствува дека е сакано, да знае дека љубовта не престанува и за во иднина, да има сигурност и безбедност од двајцата родители. Колку често треба да се разговара со детето, без оглед на тоа каде тоа е доделено, како што велите, каде ќе живее или каде ќе го поминува поголемиот дел од својот живот, детство до 18-тата година, после тоа е веќе свој човек и може да одлучува сам, самостојно, но деликатни се тие години кога некогаш одинает мајката не го дава кај таткото или обратно, зависно каде е доделено, па детето се чувствува растргнато. Жално. Да. Навистина е жално. Имам еден таков пример во мојот прирачник, го споделив. Слушни ме се вика, тоа е семеен прирачник за родители. Таму има една приказна од случај кој што доаѓа кај мене. Баш има две куќички. Така се чувствува детето дека треба да одбере во која куќа. Многу е тешко да треба да одиш кај мама и таму да зборува за тато и обратно. А тоа, например, се случува. Повторно кажувам, во средина децата да не ги ставаат родителите. Да, има два дома, но едниот и другиот треба да е полн со љубов и во случај кога едниот родител греши, прав родител е тоа да не го спомнува пред детето. Слушнете се, како што кажавте, пријатели сме. Останете пријатели, искомуницирајте, прваче, детето ќе оди, расте. Не може само едниот родител да е присутен. И таа лутина ина е да го држи кога знае дека тоа наштетува на детето. Нека има два дома, меѓутоа може позитивното да го гледаме. Поголема љубов во двата дома да има. Да, и поинтересно да му биде. Така. Да не му биде здодевно само на едно место. Како да ги заштитиме децата на разведените родители во училиштето, кога знаеме дека денеска овие деца се помалку и чудни, помалку и сурови, бидејќи навистина имаат една голема слобода во начинот на комуницирање, па и слушаат што се зборува дома и така натаму, и децата се нели нашето огледало, но не секогаш овие дечиња од ваквите семејства се чувствуваат комфорно и безбедно во поглед на тоа да не бидат емотивно повредени од нивните другарчиња. Како на тој начин да ги заштитиме? Убаво прашање. А со оглед на тоа дека се зголемува бројот нели на деца на разведени родители, веќе го нема тоа, како што велите, да се чувствува непријатно, затоа што за разлика од порано, ако во една паралелка имало едно дете на разведени родители, сега таа бројка се зголемува. Детето, за да биде зрело и добро емотивно, повторно се враќам во семејството. Ако детето поминало низ процес здрав развод, мораме да кажеме дека има и здрав развод, се му е убаво објаснето, среќно е со родителите, за разлика, повторно кажувам, од некое дете кое што живее со мама и тато, а е несреќно, од таа дисфункционалност, детето, ако е сигурно дека е сакано, нема да допре до него. А од друга страна, на оние кои што сакаат да коментираат, децата не се сурови. Сурови сме ние возрастните. Ние знаеме дома да искоментираме, тоа е дете на разведени родители, зошто да ги делиме? Тоа е дете и сите деца се онакви какви што се посебни на свој начин, само не сурови и лоши. Така. Ајде да ги охрабриме малку и да дадеме некој совет, вака до сите оние кои што
чуваат внучиња, нас не гледаат многу баби и дедовци во моментов. Ги поздравуваме сите. Ги поздравуваме, се разбира. Не гледаат сигурно и родители кои што можеби се во некоја специфична животна ситуација или се наоѓаат на некоја животна раскрсница кога треба да донесат некакви големи и значајни одлуки кои понатаму ќе го канализираат и својот живот, ама и животот на нивните деца. Ајде да ги охрабриме малку. Да ги охрабрам прво, секој да живее онака како што се чувствува убаво во својата кожа, да не следи што ќе каже околината. Кога станува збор за брак, за партнерство, двајцата партнери треба да растат. Се додека е функционална таа врска, треба да се остане во една семејна заедница. Да не одиме на тоа дека останувам заради децата, најчесто бегство е од себе. Не сум подготвена сама да седам, а не дека останувам за детето. И кога ќе се одлучат за развод, повторно кажам, претходно нека се обратат на советување. Воопшто не е страшно да се побара помош. Понекогаш некоја голема причина навистина изгледа за нив со соодветни насоки од стручно лице може да се врати таа функционалност. Кога ќе ги искористиме сите ресурси, сепак нели никој во брак не влегува за да се разведе. Треба да искористиме се, меѓутоа кога не е функционално, седнуваме како возрастни, одлучуваме не за себе. Навистина разводот е тежок и за возрастните. Тоа е промена, загуба, нели? Да. Меѓутоа, да седнат да работат на себе и на нив им треба стручна помош и да внимаваат како ќе соопштат на децата. Да ставиме комуникацијата на прво место. Доколку се соопшти како што треба, без обвинувања, децата ментално ќе бидат здрави и ќе растат во убави услови. Да. И на крај да ни кажете уште како ве комуницираат, односно како најлесно можат да дојдат до вас? На социјалните мрежи можат на Mental Grow. Советувалиштето ми се наоѓа кај новите згради кај ФОН. Јас секако и контакт оставам, може и тука да го оставам. Може, слободно. 078 277 990. Се договараме, доаѓаат и повторно кажам, се радувам што свеста се повеќе се зголемува за грижа на менталното здравје. Да се надеваме дека ќе има успешни приказни, но и дека нема да има толку многу голем пораст на разводи во однос на склучување на бракови, бидејќи крајот на една брачна заедница не е среќен, не може да биде среќен, но кога е тоа единственото решение, како што рековме, нели треба луѓето да се разделат цивилизирано, но во фокусот да бидат децата кога ги има нив. Ви благодарам многу што бевте наша гостинка. Ви благодарам и на вас. Така. Прекрасен разговор. Многу убаво од ваша страна зборувате, објаснувате и советувате. Меѓутоа, јас само ќе се надополнам, Сузе, па познавам свесни родители кои што се разведени, со убава комуникација, имаат многу успешни деца во понатамошниот тек во нивниот живот и успешни. Реализирани, да. Ако се е како што треба во една убава комуникација. Дали сум во право? Споменав дека таа етикета деца на разведени родители треба да се тргне од нашиот речник. Се избрише. Навистина се успешни, тоа се Барем исти јас деца. имам пример и знам, затоа го кажувам. Сите го имаме примерот и тоа, навистина не сакам етикети кога се ставаат. Децата се деца. Многу ви благодарам, корисен разговор